Инфлацијата почна да се смирува. Државната статистика објави дека трошоците за живот во март изнесуваат 2,7% и во однос на февруари истите се пониски за 1,3%. Владините мерки за замрзнати цени и ограничени маржи вродија со плод, велат надлежните. На 1000 прехранбени производи се продаваат поевтино од 1 март и токму поради тоа, намалувањето на цените кај храната е најголемо. Онаму каде што најмногу се однесуваше одлуката, односно мерката од владата, тоа се храната и пијалоци, основни за живот, кои беа ставени во сите групи на производи, кои беа офатени со таа одлука во март во однос на февруари е намалена за цели 3%. Мислам дека најмногу даде резултати контролата на најголемите возноци на зеленчук и овоше во 3 субјекти најголеми во Македонија, беше влезено и беа утврдени голем број на неправилности играјќи околу маржата со цените на тие производи. Најголем годишен скок на цените статистиката регистрира кај мастите и маслата, кои поскапеле за 10%. За скоро 5% поевтинила само рибата и морските плодови. Лебот, житата и месото скоро и да немаат промена во цената, додека овошјето и зеленчукот се продаваат за над 5, односно скоро 3,5% поскапо. Владините мерки завршуваат крајот на април. Потоа ќе се одлучува дали и какви чекори ќе се преземат. Во меѓувреме објавен и правилникот во службен весник, според кој сите трговци на веб страна треба да ги објавуваат цените на производите, така што граѓаните ќе можат да проверат каде им е најисплатливо да пазарат. Треба крајот на април према сите рокови, мислам дека 45 дена беше од објавувањето на одлуката и промена на законот. Сметам дека имат доволно време да се подготват, имат капацитет и тоа добро би било да граѓаните јавно ги гледаат цените. Министерството за економија веќе изготви просечната потрошувачка кошница, која се чека да ја усвои владата. Ристевски открива дека ќе ги содржи неопходните основни прехранбени и земјоделски производи, вклучувајќи го и сезонското овоше, карактеристично за периодот кога се консумира, а не како кошничката на синдикатот, каде стрешите и лубениците се пресметуваат во зимскиот период. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.